ви ветувам просечна плата од 500 евра. Ветувам парите назад кон граѓаните. За секој да може болнички да се лекува. Ќе воведеме бесплатно болничко лекување преку укинување на болничката партиципација за сите осигуреници. Ќе им го олесниме животот и на родителите, и на наставниците, и на децата. Нема веќе екстерно тестирање. Владата за граѓаните ќе ги намали судските, адвокатските и извршителските трошоци и каматите. Новата влада се обрза дека ќе создаде услови за независен и ефикасен правосуден систем. Граѓаните заслужуваат независно, честно и професионално судство и јавно обвинителство. Затоа ќе има реизбор во судството според познати европски пракси, далеко од рацете на политичарите. Ќе формираме специјално оделение во Основниот суд Скопје 1, во чијашта надлежност ќе бидат предметите што ги покренува специјалното јавно обвинителство. Ќе направиме се што е во наша мок и надлежност да овозможиме институционално и целосно заокружување на случаите што ги води специјалното јавно обвинителство. Укинување на радиодифузната такса, враќање на ефтината струја. Во секое семејство ќе влегува уште по една плата преку системот на враќање на данокот на додадена вредност. 15% од овој данок ќе се враќа во секое семејство. Тоа значи уште една плата. Нашата влада, и јас како премиер, но и сите представници на локалната власт, како и представниците од граѓанскиот сектор и од приватниот сектор, имаме одговорност да се справиме со сериозните предизвици што корупцијата ги поставува пред нас. Ветуваме субвенции зголемени од 80 денари за првата класа, 70 денари за втората класа и 60 денари за третата класа. Четвртата класа ќе ја укинеме. Јас очекувам ефикасни, честни и независни судски пресуди кои што ќе се однесуваат за мене, за социјалдемократи и за сите во Македонија, согласно тоа кога ќе биде утврдено дека некој украл пари, дека на незаконски начин го стекнал капиталот или парите, по закон тоа се конфискува. Штом ќе биде првото враќање во буџетот, бројчаникот ќе се појави на триумфалната капија.